Благодарам. Искрено очекувам, министар, дека ќе смогнете сили, не вака со ретерирање во говорот, да се извините на секој некој или на сите граѓани кои што се најдоа повредени од вашиот настап. Тоа е првата работа. Втората работа. Јас не видов вие дека на избори излеговте со факт и советување пред граѓаните дека ќе го смените уставот, името и сите сегменти од подзаконските акти како што се договоривте со Република Грција. Вие излеговте со една книга која што се вика План за живот, од која што ниту 1% немате реализиран. Немојте во моменти кога се говори за клучни прашања да се навраќате, не знам, на проектот Скопје 2014, барокни фасади, барање на идентитет или било што. Секој знае што се чувствува. Голем дел од нас има постари роднини, кои што можеби и не биле писмени, но знаеле што се. Благодарам. И не можеме никого да му наметнеме како да се чувствува. Тасевска Лидија.